Светот обстанал затоа што се смеел. И навистина е така. Овие зборови не се само оптимистичко кредо, туку факт што го потврдуваат многу историски извори. Човештвото минало низ бројни кризи, честопати низ циклуси многу потешки од актуелната криза што ја живее оваа генерација. И во секое такво време-невреме, хуморот низ вековите па се до денес е запишан на рецептот како лек за душата и вентил за справување со стресот. Ние македонските граѓани умееме и сакаме да се смееме од срце. Најчесто на туѓа сметка, да фаќаме сеир, но во последно време стануваме самокритични и се учиме да се насмееме и на сопствена сметка. Бидејќи смеењето е лек за душата и начин за релаксирање. Така било од секогаш, така и денес. Уште во антички Рим, хуморот бил атрактивна алатка за привлекување на публика и моќно оружје против опонентите. Мајстор на шегата во тоа време бил Цицерон, кој го усовршил говорништвото и во своите беседи користел значителни дози на хумор во обид да ги развесели слушателите и да ги освои нивните симпатии. Смислата за хумор е моќна карактерна особина на голем број личности кои оставиле печат на времето во кое живееле. Францускиот писател и филозоф, големиот ум Волтер важел за исклучително духовит човек кој ја критикувал нетолеранцијата, религиската догма и француските институции, поради што често бил мета на тогашните властодржци. Уште еден генијалец на своето време, британскиот премиер во средината на минатиот век, Винстон Черчил, имал брилијантен ум со кој на шеговит начин им пристапувал и на најсериозните предизвици. Светска слава стекнале комедиите на Шекспир, Молиер, Гоголј. Хуморот е главна одлика во народните преданија на многу народи. Кај нас македонците е присутен во народните приказни, басни, бајки, анегдоти, а кога зборуваме за хуморот во Македонија, незаобиколно е Куманово. Кумановски граѓани денеска се смеат, ама се смеат на сите глупости што ги прави државата. Имате ли сила да се смеете во ова време на стрес, неизвестност? Имам. Знаеме да се смееме на своја сметка или повеќе сакаме на туѓа? И на своја се смееме, ама и на туѓа. Да, внуците се смеат. Децата како што знаат да... така, нема друг. Смеењето е еден вид на здравје и им препорачувам на сите што повеќе да се смеат. Полесно вие кога ќе се изнасмеете во денот? Најлесно. Има многу смешни работи во Македонија. Смешни и трагични или само смешни? Смешни и трагични. Па политиката е за плачење, меѓутоа не се исплати да плачеш и затоа се смееш. Луѓето од овој град важат за личности со специфична смисла за хумор, луѓе мајтабџии. Сашко Коцев, Тони Михајловски, Влад Илич, Жарко Јовановиќ и покрај бројните одиграни сериозни улоги станаа символ за смеа, асоциација за ведрина. Би можел во оваа низа да набројам уште неколкумина мои лични пријатели, кумановци талентирани во секој момент да кажат шега, да направат смешка. Нека простат глумците кои заслужуваат, но во оваа пригода нема да ги споменеме. Добро јутро, како сме? Јас сум Влад Илич, дојдов на Телма, ме викна апликацијата за у Авганистан, не го бидна, коронавирус тама никој не може да ме прими, печалба нема, ќе се вратиме дома, што ќе правиш, што е, и дојдов тука на Телма со Гора. И јас не сум ни знаел дека воопшто се бави со тоа. Прави кариера во Англија, во Лондон. Да. И првиот пат кога викам, кај ми е познато Влад Илич, мислам дека е русин некој. Нешто по името, кога го пуштив клипот збори Македонија. А викам, овој на Гиле внукот бе, па ми текна после. Значи дечкото е неверојатно многу духовит, и многу мек у изразот, така супер е. Многу ми се допаѓа. Дури во Лондон, кога беше европското, кога игравме во европско, бевме седнати да гледаме првиот меч, мислам дека беше со Австрија. И дојдоа многу македонци тука што живеат во Лондон, дојде една голема група да навиваат и седнати на маса таму, јас седам гледам и еден ме гледа, вика,
Сашко? Сашко, кажи еден виц. А мислеше дека сум... Ти измеша со Сашко Коцев. Тоа да, тоа се слушува, да. Жарко Евановиќ од Куманово, на ФДО овде има студирано, иначе е актер по професија, значи има некои мали улоги, појави и статисти во една многу голема представа Мајстор и Маргарита, они беа две класи. Студенти уште беа, прва, втора, и го носат од класа другариве кај мене у гардероба и викаат: "Ајде." Таков семплер не сте виделе. Значи они викаат: "Ај Сашко Коцев." У моментот е Сашко Коцев. Сашко Коцев, исто глумчиште исто. Number one. Што се овие ситуации, какви се овие глупости. Што се овие политичарите, баш да видам што глупости ќе направат оваа година. За потребите на овој гуваш, мене денеска ми се потребни 500 грама говедско месо. Од друга страна, потребни ми се 100 грама кромит. Но јас, драги мои, ќе ставам 200 грама од кромидот, па дури и 300 грама фино исецкан кромид, почитувани граѓани, за да сведочиме на тоа дека го имаме најдобриот гуаш некогаш јаден на овие простори. Скромна душа, бе, од југоисточна Северна Македонија. Да има за лепче. Ако имаме јајварче, хе-хе. На мотор сме, што вика македонскиот народ, на конј сме. Јас дедеска за новогодиштата трпеза ќе направам сладко од калинки. За денешниот рецепт зајрето ни е скромно. Ќе готвиме со рети домаќински. Потребно ни е само малку вода и шеќер за да се полијат калинките со шеќер. Знам дека може би звучи шашаво, ама функционира. Кај си, љубави? Ова е шефот на ресторанот. Се знам со сите, обично така застанувам, нели, да зборувам со сите, а некако претходниот готвач што готвеше, тој само си намигнуваше, јас застанувам и зборувам со луѓето. Тоа е мојата специјалност. Двајца кумановци седат на Титаник и едниот му даѓа на другиот вика: "Брате, брод тоне, брод тоне." А овој другиот мртов му ваде му вика: "Деве, на татка ти да не е." И тројца кумановци зборат, едниот вика: "Ми наше дете га запишамо на карате." Тој другиот вика: "Ми на бокс га носимо." А тој третиот ќути вика: "А ти?" "Ми наше сами си га тепамо." Иако секој град си носи свој дух, овој кумановскиот веројатно најдобро лепи кај публиката. Е така некако да го крсти. Хумор во поголеми количини најавуваме наскоро. Денови на комедијата во Куманово. Ова е 26 пат ќе се одржи во Куманово и секогаш е многу голем настан за сите кумановци. Билетите се продаваат многу брзо и кумановци навистина уживаат околу 15 дена. Скоро секој ден има представа од Македонија, од регионот, од Бугарија, од Хрватска, од Србија и секогаш е многу убав културен настан за кумановци, бидејќи кумановци се и познати по тоа, тие се љубители на хуморот. Тоа чувство кое ќе засмееш некако, те прави тебе да се чувствуваш поубаво. Значи, сигурен сум дека тоа сите комичари, овие наши, светските комичари, дека тоа име она горивото што ги тера да прават комедија. Комедиите носат своја тежина и свој предизвик за работа, затоа што денеска не е толку лесно да се насмеат луѓето. И јас уживам и во комедиите затоа што ме релаксираат, затоа што се многу позитивни процеси, затоа што се многу ведри. Кумановците се доктори на хуморот, јас можам слободно да кажам. И јас мислам дека кумановците имаат многу тежок хумор, тоест еден од похумористичните народи, и тоа е малку тешко. Тешко е да се насмее публиката, а колку е тешко да се одглуми смеење? Па не треба да се одглуми смеење. Треба да биде искрено, затоа што ако го глумиме смеењето на сцена, тоа ќе се види, а сигурно и во животот, кога некој глуми смеење, е очигледно дека е лажно. Сите мои пациенти ја напуштија терапијата. Тоа е малку вознемирувачко. А дали би сакале да зборуваме за тоа? Дали понекогаш плачете, докторе Фраминген? Само кога ќе ми се сруши светот врз мене. Се сеќавате во Скайле? Тоа вселенско нешто што падна од небото. Тоа многу ги вознемири моите пингвини.
Актерите веќе се подготвуваат. Не знам дали треба да ви го кажам ова, но имам проблеми со машкост. Оно што мене ме од секогаш интересирало, да кажеме, е таа некоја општествена политичка сатира која што бил даван акцент на сите оние, да кажем, глупости што ги правеле поодамна кај нас и ги прават, нели се уште. И да се стави еден акцент, да се насмееме на тоа или да зажмуриме на тоа, но сепак од сите тие баналности да извлечеме некоја комедија. Една екипа може да одлучи било што е нели предизвик за да го направи во форма на представа. Театарот жанровски без разлика дали е драма, трагедија, комедија, е должен да критикува, да го критикува општеството. Јас би кажала дека дури и терапијата нели како тема, и дејтање, и секс, и љубов, и бисексуалност, и што и да е дел од општеството. Ден без смеење е залудно потрошен ден, знаел да каже Чарли Чаплин, еден од најславните комичари на сите времиња. Ова мото сериозно го сватила група кумановци, која секојдневно се собира во кафулето ТНТ во центарот на градот. Кој доаѓа овде во ТНТ и што значи името ТНТ? Тука нема тачен. Нема тачен. Па тука нема тачен, се со овие. Јас мислев од експлозивата инспирација. Може и така. Зависи од која гледа, страна го гледаш тоа е. Еве и овие сви су, ниједен овде не е во група. Ниједен. Да. Се нарекуваат себе си уметници, сакаат да се опуштат и да фаќаат сеир. Не сакаат да зборуваат многу за политика, туку за, како што велат, поведри теми. Што е најсмешно во Куманово од све што наброја? Па, Кумано не е смешно кад имаш, па немаш после. И додеш и имаш, сви те сакав, кад ќе снемаш, сви ти крпо брќев, не те фермав. Никој с никога не збори, суев те кад искочиш од кафану. Тој у Кумано, а док си добар, финансиски, сви те сака. Духовитите забелешки обично се засноваат на некоја несовршеност, односно разликата помеѓу она што се очекува и она што се случило. Денеска сме бомбардирани со милиарда информации, така дека живееме во лаги. Па зашто не гледам ја вести? Глава ли да ме боли од се време? Ја телевизија немам од 96. Во психолошка смисла тоа значи дека лицето кое е развило смисла за хумор умее и негативните ситуации да ги согледа со ведрина во душата, да се ослободи од напнатоста и да направи грижите и проблемите кои не мачат да изгледаат помалку страшно. Како е да се биде уметник во Македонија денес? Па уметник најдобро може Драган Илич Мусо да каже како е најдобро да бидете уметник во Кумано. Јас сум свестрен уметник. Па јас сум презентација лани држај на негову книгу на премиера. И кој е Ќурка? Промоција држиме и еден пивоваро беше на војна безбедност. Не бе и на војна безбедност беше. Да, пивоваров, да. Слободан Богоевски, шеф на државна безбедност. Димитар Ковачевски, премиер. Обезбеđenje 10 душе со слушалице се. Стоев и гледав на промоција на книгу, а Мусо ги чита текст. И как Кустурица да го види, да види овој ќе каже многу. Не бива. Не бе како ове може да... А зашто Драган ти у такво друштво? Како упаднате таму? Па јас сум негова книга презентација. Он упаднал у нашу премиера во негово друштво. Седем. Ама они не дошли од ТНТ овде? Дојде да го испоштуваат него и неговата книга. Дали секој од нас може да биде духовит? Да, велат психолозите. Духовитоста е своевидна менливост на духот, способност да се мисли надвор од вообичаените шеми и тоа на позитивен начин. Се смета за особина на личноста која не е дадена со датумот на раѓање, туку дека се развива. Сите знаат по некој виц, некои имаат талент, убаво да ги раскажуваат. Гледат жандарма, ќе да улицу нашите огледалци. И го зима огледалцата и гледа. Господин ми позна да вика, кој беше овој колега му вика, кам ја да видам? Па јас сум бе глупчо. И му вика, а ти ако погодиш колку кифли имам у џепке, ти ги дам двете. 3. Другар мој бидна политичар. Не мора да го каже. Ама не може да е птен да не го именува. Добро, ја ти. Не, па не може.
И што се случи? И седимо, и бидно е директор на јавно предпријатие на ниво на држава. И седиме на викеница, вика, слушај срце моје, мој другар му вели, вика, те молуте, вика. Вика, како можеш ти да бидеш директор? Вика, зашто да не биде? Вика, кажи го азбуку, целу, вика, и ја ќе прифату, вика, ќе даду пиење за свит. И он тут смуц, не мора целу ќе даду и прасе, не мора поред ќе даду и прасе. Само да ги кажи си. Само ги кажи си бука. Нема тоа. И какво бе да очекуваш нешто од текст? Психолошките студии покажале дека луѓето кои можат да се шегуваат на своја сметка имаат повеќе самодоверба и дека се посрекни. Не, тоа керка ми прошли пат пред него ми кажа. Ја викам, Зоја, царица си с големо Ц. А јас не можам Р да кажам. И она ме гледа. Добро, можам, ама... Ама не умре. И таа ми вели, вика, тато, ти си цар с големо Р. Сите ние грешиме и не сме секогаш во право. Личноста која умее да се пошегува на своја сметка всушност покажува дека е свесна за својата грешка, што е прв чекор за излегување од неа. Но она што го кажавме како поука, дали ние со таа смеја која што ја правиме, дали нешто како поука можеме да извлечеме, па и не верувам, затоа што нештата гледам дека се повторуваат и дека утре дента стануваат и уште поголеми глупости не ги прават. И ете да гледаме како народ можеби со тие видеа некако да влијаат, да се тоа да зажмуриме е намерно ставено, значи да ги отвориме очите. На некој начин е контрастот од тоа, да може народот да некако да излезе јавно, гласно за многу проблеми кои што се случуваат, а да биде поттикнато можеби од тоа некое видео, нешто да знаеме дека нештото што се случува не е во ред и да реагираме на нештото. Еве кога има протести, гледаме сега што се случува. Значи тоа е многу битно, да се поддржи нешто такво, да не молчиме на неправдите и на она што е криминал, и тоа е суштината. Кој скеч што го играл Жарко Јовановиќ било на оваа театарска сцена тука, или пак во некој скеч, или на настап на стендап комедија, или пак зад камерата на ајде да зажмуримо, најмногу лично те насмеал и си се смеел од срце? А не знам, тука еве да кажеме на сцената, тука сум ги подготвувал и моите први стендап настапи, да кажеме. Затоа што сакав да биде малку по дома, кога ги подготвуваш, не е можеби толку, нема сериозно да се фатиш со работата. Тука ги спремав уште пред да излезам на сцена првите стендап настапи со имитации. Значи овдека пробував, после тука имав играно представи кои што биле доста, да кажеме, гледани, како Ленче Кумановче Бегалка, тоа беше пред неколку години на Денови на комедија, тука играше Тони Михајловски во таа представа, тој беше Аџи Трајко. И така, меѓутоа од она што го правив како видеа, нешто позади кое што стојам како добро, тоа е можеби кога направив видео за нова година, како ја дочекуваат новата година сите политичари кај нас, уште од времето Зоран Заев кога беше премиер. И тоа видео ми е така доста интересно, има некој убава поента на крај, новогодишна забава, така се вика видеото. Од Вафонија сме дојдени, но со Иваси, со Санки, со се. Па дели со Мерцедес дојдовте? Цеп, престани бе. Со Еве ни дојдовме. Como está, Санта Клаузе? Дали може би имаш за мене некое снежно пакетче бело да ми подариш? Види вака, лошите момчиња не примаат подаваци. Стресот, брзото темпо на живот, неизвестноста, трката по заработка го поевтинија човечкиот живот. Реалноста е доведена до баналност, а секојдневието претворено во апсурд. Навистина е тешко денес да се најде причина за смеа во овие времења на скандали, алчност, безчовечност. Но, секогаш има едно но. Треба секогаш да имаме наум дека хуморот е лек за душата и да се обидеме и во најтешките мигови да погледнеме на нештата од смешната страна. Ни треба ударна доза хумор за полесно да го пребродиме секојдневието, а тоа е нешто што не можеме да го добиеме во аптека ниту со рецепт. Тоа ни го зголемува имунитетот, не опушта и не ослободува од негативните чувства. Создава атмосфера на среќа и задоволство. Смеењето не прави и поубави, ослободувајќи не од грчот околу усните и намрутените веѓи. Секој човек си има различни грижи, но сите луѓе на светот се смеат на исти јазик.